Посlovникот на Собранието на Република Македонија, констатирам дека комисијата со 9 членови за, 9 гласа за, го прифати предлогот на Законот за изменување и дополнување на Законот за основно образование да се даде на тамошно читање. За известител за седницата на Собрание се предлага пратеничката Јулија Тушевска. Точка 2. Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за средното образование, прво читање, поднесено од пратениците Емилија Ангелова, Каролина Насковска, Јулија Тушевска, Катерина Димитровска, Бети Стаменковска Трајковска, Дијана Илиевска и Силвана Ангелевска. Предлогот на Законот Комисијата за образование, наука и спорт го разгледува како матично работно тело. Ќе земам збор јас во однос на Законот. Почитувани колешки, колеги пратеници, почитувани медиуми, македонска јавност, пред нас е предлог на Законот за изменување и дополнување на Законот за средното образование. Целта на предлогот Закон за изменување и дополнување на Законот за средното образование е надминување на постоечките правни празнини во однос на уредувањето на статусот, вработувањето и трансформацијата на работниот однос на воспитувачите во средните училишта, што имаат ученички домови, како и на административниот кадар советниците за сметководствени работи, со цел обезбедување правна сигурност и функционалност на воспитно-образовниот процес. Со овој предлог закон се уредуваат прашањата кои не се опфатени со постојниот Закон за средното образование, а се однесуваат на статусот и постапките за вработување на воспитувачите во средните училишта со ученички дом, како и на административниот кадар, советниците за сметководствени работи. Со предложените измени се овозможува регулирање на неопходните услови за работа, полагање стручни испити, стекнување уверенија и трансформација на работниот однос од определено во неопределено време. Промените се насочени кон надминување на постоечките правни празнини, обезбедување правна сигурност и институционална функционалност без дополнителни финансиски и фискални импликации врз буџетот на Република Македонија и не повлекува материјални обврски за одделни субјекти. Поконкретно, со член 1, во член 41, во ставот 6, во алинеја 3, зборовите воспитно-дисциплинска мерка се заменува со зборовите педагошка мерка одстранување од училиште и истото е заради терминолошко усогласување со останатите одредби од Законот за средното образование. Со членот 2 во членот 59б во ставот 2 во алинеја 2 се додава нова категорија на административен службеник, советник за сметководствени работи, сметководител. Со членот 3 се менува членот 60, а со членот 4 по ставот 60 се додаваат 3 нови членови 61, 62 и 63 и истите чинат една целина со која се уредуваат постапките за вработување на воспитувачот во средното училиште, кој во својот состав има ученички дом. Условите кои треба да ги исполни лицето да се вработи како воспитувач, реализацијата на приправничкиот стаж и полагањето на стручниот испит и стекнување со уверение за положен стручен испит за воспитувач. Исто така се уредува и постапката за трансформација на работниот однос на воспитувач од определено во неопределено. Со членот 5 во членот 91 во ставовите 14 и 15 се врши терминолошко усогласување, односно зборовите педагог и психолог се заменуваат со зборовите односно стручен соработник заради усогласување со ставот 2 на истиот член. Со членот 6 во членот 93а во ставот 3 се врши допрецизирање на одредбите во насока дека зборот наставник се заменува со зборовите наставник, наставник во средно училиште со ресурсен центар, кроз наставник кој изведува индивидуална настава. Истото е заради усогласување со колективниот договор за средното образование, во кој се наведени овие категории на наставници. Со членот 7 во членот 93в во ставот 4 се врши допрецизирање на рокот во кој училишниот одбор донесува одлука за објавување на јавен оглас за избор на директор. Со членот 8 се регулира дека подзаконските акти предвидени со овој закон ќе се донесат во рок од 3 месеци од денот на влегување во сила на овој закон. Со членот 9 се уредува влегување во сила на овој закон, решенијата содржани во одредбите од овој закон се меѓусебно поврзани и истите прават една правна целина. Ви благодарам. Дали некој друг бара